Хрватскиот ракометар Денис Тот и притворената 19-годишна девојка биле пријатели извесен период пред неговото убиство, но во средата вечер не дошле заедно во ноќниот клуб Привилич. Според информациите на Телма, вечерта седеле на различни маси. Притворената цела ноќ била во друштво со првоосомничениот Ангело Ѓоргиевски. Внатре во клубот имало контакт, но најдолго се задржуваат и дискутираат пред дискотеката, што е забележано на снимката од камерата на Safe City, која не беше целосно објавена во јавност. МВР потврди дека вечерта меѓу нив имало расправија. Според изјавите кои што ги имаме, тоа е некаква лична недоразбирање помеѓу девојката и момчето. Предпоставувам. Според информациите на Телма, на снимката од Safe City се гледа и дека такси возачот по 50 на метри ке запре и од него ќе излезат Ѓоргиевски и девојката, а тој ќе се замине. Притворените повторно ќе се вратат кај Тот, кој се уште лежи пред дискотеката. Ниту еден од сведоците на настанот, ниту обезбедувањето во клубот нема да го пријават нападот на бројот 192. Министерот Спасовски нема прецизна информација колку време поминало од претепувањето до неговата хоспитализација во ургентниот центар, од каде што полицијата ја добива пријавата. Нејасно е, ако нема видливи повреди, зошто е повикана полицијата. А Спасовски, без прецизен одговор, дали уште вечерта, веднаш по пријавувањето, полициски екипи биле во ноќниот клуб за да земат изјави од сведоци, што секако би влијаело врз содржината на полициската информација, објавена во четвртокот околу пладне. Ние првичната информација ја даваме, уште еднаш би повторувам, на база на она што ни го кажуваат во клиничкиот центар. Понатаму продолжуваат истражните действија, ги гледаме камерите, повикуваме лица на разговор во полициски станици, меѓу кои и собственикот, односно управителот, и вработена во дискотеката. Спасовски е дециден дека обид за прикривање на дело немало, ни од пријавата до притворањето не поминале повеќе од 24 часа. Дали првоосомничениот Ѓоргиевски е во државата, не даде одговор, но не исклучува можноста од распишување меѓународна потерница. Во ниту еден момент немаме запирање се до моментот на целосно расчистување на случајот со поднесувањето на кривичните пријави, а тоа е некаде во рок од 24 часа. Од здравствениот инспекторат потврдија дека кај нив пристигнале изјавите од сите медицински лица кои биле во било каков контакт со хрватскиот ракометар Денис Тот, од неговиот транспорт па се до прогласувањето на смрт. Но што стои во изјавите, засега нема да соопштат. Во инспекторатот се уште се чека на извештајот, заедно со токсиколошката анализа од судската медицина. Министерот за економија Крешник Бектеши соопшти дека ноќниот клуб Привилич немал лиценца за работа, па надлежните во МВР и град Скопје треба да одговорат на уште едно прашање. Зошто, а не како, не забележале отворена дискотека во центарот на Скопје?